Па, професоре, интересно тоа што сакам да ве прашам, со оглед дека ако се направи една анкета меѓу народот, некој ќе рече, ма знаеш, уморен сум више да го слушам тоа, ми е преку глава да го слушам тоа, не сакам да му дадам значење. Од една страна ќе речеш да, не сакам да се занимавам за само идентификација, само дефинирање на мојот идентитет, кога знам кој сум, што сум, дека сум македонец. Точно. И крај, енде. Значи, од друга ситуација, велат 10 пати кажана лага станува вистина. Дали свето тоа сака да го се прави по секоја цена, ево ова што гледаме на разни социјални мрежи, на Facebook портали, дека дали Македонија е Грчка, инкорпорирање во менталниот чип на некои други кои не се македонци и така натаму, дека еве што велат нашите јужни соседи, за нас дека ние ја крадеме историјата, ние ја ретушираме истината и така натаму. Од друга ситуација, дали имаме ние проблем со нашиот јужен сосед или со некој друг кој дефинитивно при очи е слеп, при уши е глув, кога го слуша македонскиот народ и вели, абе луѓе, ние сме македонци, ова е Македонија, прифатете го или не, тоа сме ние. Како би одговориле на ова страна, на вистината? Вистината е само една. Дека Грција и западната историографија, која е на некој начин ја помага грчката историографија, се прават севозможни фалсификати, за да може на некој начин да се поистовети, например, историјата на хелените со историјата на древните македонци. Грците се обидоа тоа да го направат. Меѓутоа сега, јас следејќи ги најновите процеси во историската наука, мислам, авторите кои што истражувале, кои што дошле до некои сознанија, како тие гледат на таквото поистоветување, например, на историјата, дека грците се и македонци, значи и грци, и хелени, и македонци. Видете, кога грците го правеле тоа, немале предвид еден многу важен елемент. Тоа е? Тоа е што тие дошле од Јужен Египет, како арапи. А додека македонците се бела ариевска раса, тие се црна, значи африканска раса. Збориме за грците. За грците. Не може да дојде поистоветување на две раси. Значи, тој момент тие не го имале во предвид. Затоа е сега, например, во историската наука, се оди кон тоа да се расветли тој случај и дека тоа не може да се прифати како историски факт. И поради тоа, многу работи сега и се преименуваат во самата Грција, во тој поглед. Така што имаме една појава, например, кога беше откриена гробницата на Филип II, тие се обидоа тогаш, прв пат тие оценија дека е сега моментот ние да кажеме дека, например, 16-зрачното сонце е нивни земски символ од далечни времиња. Тие по прв пат се соочија со тој земски символ. И тие го извадија, не го извадија, например, ковчегот пред симпозиумот што беше, зашто во тој период во Грција беше собрана една голема научна елита од цел свет да види што навистина е најдено таму. И тие очекуваа, бидејќи веќе беше прогласено дека има откриено околу 5000 надписи. Меѓутоа, до денес ние ништо не знаеме за тие надписи. Тие се уништија, се издробија на ситни парчиња и се фрлија во длабочините на Егејското море. Значи, тоа е направен најголем злостор во историјата на човековата цивилизација. И видите што сакав да кажам во врска со тоа. Тие, например, на самиот ковчег на Филип II стои тоа... Кутлер? Да. Стои земскиот символ 16-зрачното сонце. Тие не го извадија на симпозиумот тоа, туку извадоа слики од украсни вазни, каде што, например, на одделни места се јавува тоа сонце. И тие го обележуваат тоа со црвени кругови, за да им докажат на присутните таму дека ова е грчко, сето е ова е грчко. А од друга страна тврдат дека Филип II не е грк, а само Александар Македонски бил грк, ви се молам. Значи,
станува збор за една земја која се бори со сите сили да створи едно мислење во светот дека е таа најстара на овие простори и дека токму со Грција токму со хелените настанал животот на нашата планета. Значи, тоа е нивна цел. Такви обиди се прават, например, на Запад, да се докаже тоа. Имавме ни еден случај таму 74 година, кога група американски историчари, за да дојдат до повисоки функции, измислија некои артефакти кои фактички не постојат и на артефакти постојат разни надписи кои се во полза на Грција. И сега замислете, испратија еден историчар во Грција за евентуално некој да дојде и за да праша за тоа, за да има човек да може да се оправда на некој начин, и тие фактички не постојат. Видите до која крајност се оди. И тие сега, кога дојдоа на такви функции во Америка, и во 2010 година настапија пред јавни гласила и го открија тоа, дека нашата цел не беше да ја издигнеме Грција, туку беше да на некој начин дојдеме до функции. Навистина дошле. Се сеќавате точно така, се согласувам. Јуџин Борза, познатиот еминентен археолог од светски калибар, со кого јас разговарав неколку пати, исто така и ми ја плесна вистината во очи, дека не треба да лажат, да фалсификуваат и да импутираат, да дефинираат некаква вистина која нема никакви допирни точки со реалноста. Да. Тој геноцид, ако можеме да речеме, на вистина. Да, ама несреќата е во тоа што некои историчари се поведува од тие податоци и седејќи дома почна да пишуваат истории. Тие напиша истории. И што се ја правиме со тие истории? Тие треба да се фрлат на буниште. Вака просто кажано. Значи, имаме такви обиди во западниот свет, како што беше направено, например, што го направи Германија во 20-тите години од 19-тиот век, пред да се создаде грчката држава. Што направија тие? Науката ја натера да пишува дека македонците се дојдени од зад Карпатите, за да нема тука опонент према Грција. И тие измислија таа карпатска теорија. Тоа светот го знае. Не е докажена ден денеска. Да. Мислам, смислено зборот, дали е пронајден некој фосил, некој артефакти зад Карпатите и каде тоа е зад Карпатите? Нема ништо. Видите, се напишани стотици томови за тоа. И никаде, например, еве, земете нашиве што се во овие научниве институции не ја следат таа проблематика. Значи, не ги следат тие процеси. Фати, начнавте една многу интересна ситуација. Тоа е што дали научната јавност, научниот потенцијал, тој нуклеус македонски, не бил инкорпориран од почетокот на нашата независност. Во вистинска смисла на зборот. Па дојдовме до оваа да реч. За разлики, ќе завршам со тоа, што грците, уште 80-тите години на крајот, почнувајќи од Мицотакис, со 150 ќе се повторам, али за подсетување, милиони марки во тоа време, земени од државните трезори на Грција, са што цел свет ги плаќа како пенари, нели? На Грција тргна во поход да направат едно ретуширање на вистината, на историјата, една ширење на лага за вистината, мислам за Македонија. Кои сме ние и така натаму. Од друга страна, македонските научни дејци, творци, беа ставени во аут, со еден збор, беа аутсайдери. Таа дискрепанца, ве молам, колку не чини, еве паралела направите, колку грците добиле, колку македонците изгубиле. Видите, например, нашата наука до крајот на 90-тите години, можам да кажам, ние се служеше практично со она што беше сервирано од нашите соседи. И тоа што беше сервирано свесно, за ние да го правиме тоа свесно во нашите идеи. Перење на мозокот. Да. Со нивни теории, како дека ние сме дојдени подоцна, дека нашата историја почнува од 6-тиот век и така натаму. Што тоа не е вистина. Имате доста автори кои тоа го порекнуваат од тој период, современици, значи на тој период. Крајот на 6-тиот и почетокот на 7-тиот век. Нема никакво движење, ни од север, ни од југ.
Значи, тој народ бил тука. Ние имаме доказен материјал дека македонецот бил вечно присутен на овие простори. Има свој континуитет. Да, се движел, но каде се движел? Од овие простори се движел кон Север. исток, се движел кон север и освојувал Европа, се движел на Медитеранот и еден податок што е многу важен. Например, имаме ние во разни извори читаме дека Александар Македонски отишол да го освојува светот. Таа хипотеза не е точна. Александар Македонски отишол да ги обедини македонците во Азија. И замислете еден податок што стои. Вели вака. Вели Александар Македонски стоеше на мислата. Кога ќе ги обедини народите во Азија, ќе отиде до Шпанија да ги обедини другите македонски племиња. Меѓутоа, тоа не му се оствари за жал. Тој падна болен и како последица на тоа токму не му се оствари таа желба. Значи, зборуваме за еден период историски кога Александар Македонски имал и проблеми со грците. Зашто? Затоа што, например, ако ги земеме личности што пишувале, например, истории за Александар Македонски, да земеме французи, германци, англичани и така натаму, ќе прочитате, ќе се фатите за глава со какви контрадикторности тие ги пишуваат. Јас просто се чудам. Значи, такви познати историчари да прават такви глупави грешки. Например, велат вака. Александар Македонски вика го ширеше грчкиот јазик и грчката култура во Азија. А видите што? На друго место па пишува вака. Вика, Александар Македонски се бореше со персијанците во кои единици имаше 30.000 хелени. И вика, со македонски, вака пишува, со македонски саби беа исечени 28.000 хелени. Замислете. Значи, каде е тука сега логиката? Значи, тоа се историски факти. Меѓутоа, она што рековте вие за науката наша, тука, ние го пишувавме она што ни беше сервирано. Меѓутоа, за жал, во тие научни институции денес во Македонија, кои се наполно отуѓени од ова општество, воопште не ги следат тие процеси, научни процеси. Тие се уште главните извори им се Атина, Софија и Белград. Значи, друго не гледаат. Не следат она што е напишано во науката. Значи, вие сега најновите процеси што се одвиваат во историската наука, вие ќе бидете вчуденевидени што на вистина ќе биде со Македонија. Значи, Македонија како едно подрачје од каде што се проширил тој етнос на сите европски простори. Значи, тоа е научно докажано, и антрополошки е докажано, и археолошки, и лингвистички, и во секој друг поглед. Значи, се работи веќе за историски факти. Сега веќе немаме научници кои пишуваат кабинетски, ќе седнат и ќе си напишат нешто. Сега бараат тие да се прослават себе си со нешто што ќе истражуваат. И се впуштени во истражување голем број научници, ја ги следам во разни часописи, тие објавуваат по нешто она што го истражувале. Јас ќе ви кажам само еден податок. Например, во 50-те години еден познат англиски, например, научник, кој што е исто така лингвист, археолог, антрополог и така натаму, значи, личност кој што се занимавал со многу дисциплини од научната сфера, тој даде во едно списание една ваква реченица. Вели, културата на британските острови, вика, почива на културата на словенските народи на Балканот. Замислете. Тоа крена огромна прашина во Англија, меѓу научниот свет. Меѓутоа, тие кои што и најмногу го напаѓаа него, по 10 години тие се исправија. Вика, тој научник навистина имаше право што го кажа тоа. Така што ние веќе денес имаме дебела аргументација што можеме да браниме Македонија како земја која што е посебна на овие простори. Грците се млада нација на Балканот. И
Она што постои во разни избори, што ќе се сретне дека тие ја презеле на азбуката од феникиците, односно од венетите, од древните македонци. Да, ја презеле, но кој ја презел? Ја презеле хеленизираните македонци. Не биле тие способни, не биле на такво културно ниво да можат да земат таа азбука што денеска ја користат грците. Многу научници во светот веќе тоа го порекнуваат, знаат во што е суштината. Професоре,